Во продолжение разговараме со министерот за транспорт и врски Благој Почварски, наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Министре, завршивме 2022-та со интервју, сега да видиме дали она се што најавивме ќе се реализира во 2023-та. Па да, најпрво благодарам за поканата. Минатата година, при крајот на годината имавме едно интервју овде. Еден рекапитулар на годината. На настаните и навистина минатата година помина доста успешно. Реализиравме највисоко ниво на капитални инвестиции во историјата на независна Македонија, што значи дека е успех сам по себе, имајќи во предвид дека живеевме минатата година во една исклучително тешка И реално и така ја почнуваме оваа година. И секако продолжуваме во едно такво темпо да работиме. Секако дека минатата година со 465 милиони евра капитални инвестиции го достигнавме највисокото ниво, но нема да застанеме овде. Тоа е амбициозен план кој што го имаме и за оваа 23-та година. И јас сум убеден дека ќе го оствариме согласно плановите кои што ги имаме зацртано како влада во делот на изградбата на новата модерна предсепатна инфраструктура, изградбата на железничката инфраструктура, гасоводите, социјалните станови и сите останати проекти кои што значат подобар квалитет и живот на граѓаните. Локалните патишта се овде, даваме силна поддршка на општините. Јас вчера бев во општина Градско, каде што потпишавме еден договор со градоначалникот за реализација на 2 локални патишта. Вредноста е некаде околу 200.000 евра. Тоа се сериозни средства и поддршка кон општината, која што централната влада ги плаќа за да се реализира инфраструктура во општините, каде што концентрацијата на луѓе е поголема и со тоа ја подобруваме практично и ликвидноста на општините, да можат тие да се фокусираат на реализација на други проекти. Ајде, министре, да започнеме со ред. Еден од најважните капитални проекти веќе започнаа преговорите за Коридор 8 и 10D. 21 ден ќе траат преговорите. Што значи тоа, министре? Ајде да објасниме. 21 ден траат преговори, какви, од каков тип и што по тие 21 ден? Рековме дека Бехтел и ЕНК се стратешки партнер на државата, за кој што е донесен и закон во собранието. Од друга страна, имајќи предвид дека се работи за доста голем, сериозен инфраструктурен зафат, во кој што се содржани 4 делници, преговорите со Бехтел за сите детали, проектирање, динамички планови, цени на чинење на овие проекти, не може да ги води владата, туку избравме стручен консултантски тим. Тоа е голема компанија, компанијата ИРД, која што треба да преговара со Бехтел за сите овие детали, за динамичките планови пред се, она кое што ќе не интересира и нас и граѓаните, за тоа кога би започнале и како би се реализирале сите чекори во делот на фаза на изградбата на овие постапки во делот на градба. И го избравме консултантот. Знаете дека имавме еден неуспешен повик кон крајот на минатата година. Се распише новиот повик, тој повик заврши. И веќе имаме избрано консултантска куќа, тоа е компанијата ИРД, која што во понеделникот веќе имавме воведен состанок помеѓу владата и двете компании ИРД од една страна и Бехтел и ЕНК од другата страна, зашто веќе се воведени во тие преговори. Тие имаат рок од 21 ден како препорака за да можат да ги отворат сите детали и доколку се успешни преговорите, да ја информираат владата и да го достават предлог договорот кој што треба да биде потоа усвоен на влада. Ги реситнивме веќе тој 21 ден по подпишувањето, верувам дека веќе започна подготовките. Што по завршување на тој 21 ден? Обично кога ќе се каже, вака, министре, ве прашувам во детали, оти веднаш нека перцепција дека веднаш треба да започне да се гради меѓу народот, така да како оди таа процедура? Добро, јас зборувавме и во други прилики. Сакам да истакнам дека делот на градбата на патиштата или на било која друга инфраструктура, железници, гасоводи, социјални стамбени згради, тоа кое што го реализираме, не започнува во моментот кога багерите ќе излезат на терен. Тие постапки започнуваат многу порано. Плановите, проектирањето, постапките на експроприација, кои што се доста обемни согласно законите, каде што таму каде што има приватно земјиште, се води постапка, некогаш тие завршуваат пред судови и така натаму, за да се заврши. Тие рокови се такви заради тоа што така ги пропишал законот, но и во Уставот се загарантирани одредени права на граѓаните. И токму поради тоа сите постапки се водат и претходно.
најважно е дека кога ќе се започне одреден проект со градба, кога ќе ги видиме багерите на терен, тогаш да знаеме дека имаме чиста и јасна слика, дека се решени најголем дел од проблемите и дека се она кое што ќе се појави како дополнителен проблем може во од да се решава. Заради тоа што во многу примери докажавме. И имаме и примери кои што се позитивни во државата, каде што еве експресниот пат Штип-Радовиш од 64 милиони евра. Пример, да го издвоиме. Влеговме не дека таму немаше проблеми на терен, но таму завршивме 4 месеци пред рокот кој што го зададовме на изведувачот. И таму имаше проблеми, ги решававме во од, но на крајот се заврши проектот, јас би рекол успешно. Од друга страна, автопатот Кичево-Охрид. Да, мора да ги видиме двете опции. Така е. Проблеми кои што некоја која што никако како да нема разрешница, како да никогаш нема да се заврши. Не, автопатот ќе се заврши така делува, и заради тоа што токму поради фокусот кој што го дадовме во изминатиот период за расчистување, разрешување на сите оние проблеми кои што ги наследивме, репроектиравме 25% од тој автопат. Експроприациите преку 3.500 постапки на експроприации решивме, каде што еве спомнав и пред малку на некои завршија во судска постапка, некои во делна со спогодба, со решавање на голем број на ново настанати состојби на терен. На крајот сметам дека до крајот на оваа година или почетокот на наредната, секако согласно временските услови како ќе се погодат, дали ќе имаме подолг период на ладни денови кои што не дозволуваат градежни активности во засилен обем на терен, но јас очекувам дека до крајот на годината ќе се заврши овој автопат и почетокот на наредна година веќе да влеземе со пуштање во употреба и да го пуштиме во функција да можат граѓаните да го користат. Да. И сега, министре, споменавте Штип-Радовиш како некој пример во кој што и порано сте ги завршиле обврските. Го споменавме, ја споменавме делницата Кичево-Охрид. Сега, ајде да не ја земаме таа пример. Има и други патишта во кои што навистина доста се доцни во делот на динамиката која што е најавена, најавени се датуми кога може да се очекува да биде завршено, но и тие датуми се надминуваат и динамиката многу е успорена. Може ли да објасниме што всушност е ваша пречка во таа динамика да се спроведе како што сте зацртале? Што се пројавува како пречка? Значи, ние како држава во моментите кога избираме изведувач, се водат постапки согласно процедури на една или друга банка во зависност од тоа кој е поддржувач или финансиер заедно со државата, и доколку работиме, еве, би го земал примерот по процедурите на ЕБРД, тогаш ние по тие процедури избираме изведувач кој што ги исполнува сите критериуми и услови да започне со работа. Но во услови кога тој изведувач не ја запазува динамиката на работа, тогаш сме приморани како држава да го заштитиме јавниот интерес и некогаш се случува и она најлошо сценарио, да се раскине договор, па да се прави пресек на работите до каде е сработено, некој што влегува и во судска постапка, во арбитражи, за да потоа отвориме нова постапка за избор на нов изведувач. Тоа ни се случи со делницата Катланово-Петровец, каде што имаше огромно доцнење, ние го раскинавме договорот, направивме нова постапка, избравме нов изведувач и тој изведувач е веќе воведен во работа, согласно сега временските услови, кога ќе имаме малку повисоки температури од колку што се сега овие температури деновиве, изведувачот е подготвен да веднаш влезе во работа и до крајот на оваа година да продолжи да го заврши овој проект, бидејќи рокот е декември 23 да се заврши овој дел од оваа година од автопатот. Кога станува збор еве за експресните патишта, ние лани пуштивме во употреба 2 експресни патишта. Едниот го спомнавме до Радовиш, од Штип до Радовиш, вториот е од Штип до Кочани. Мислам дека со тоа практично источниот дел од државата го расчистивме целосно со обновена нова патна инфраструктура и многу други рехабилитации кои што ги направивме. Патот на кај Прилеп е многу значаен. За нас 20 години зборуваме патот на кај Прилеп, Плетвар, го завршивме во рок исто така. Во делот на Фариш, Дреново, Клисурите, каде што се двата тунели, и таму едниот тунел е пробиен, вториот се работи на пробивање, работите одат одлично. Градско Дреново се работи, железничката пруга ја завршивме Битола Кременица, гасоводот го завршивме од Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола, исто така лани во декември. Во најтешката година завршивме големи капитални проекти кои што се многу значајни.
Оваа година, еве да не сега се фокусирам само на ланската година. Тоа сакав да ве прашам, со оглед на тоа дека годинава имате на вистина многу повеќе средства во буџетот, за кои што вие ветивте во 2022 дека ќе ги насочите годинава на капитални проекти. Ќе бидат насочени исклучиво кон нови или малку ќе се посвети внимание и на старите? Секако да се проектите, големите капитални проекти се повеќе годишни. Ние секако буџетите ги планираме во повеќе години. Некои од тие проекти продолжуваат и оваа година, како што ги споменав, овие патни делници кои што се градат. Очекуваме оваа година, доколку се склучи договор со Бехтел и ЕНК да започнат со градба и овие нови делници, тоа се 120 километри нови автопатишта во 4 делници, дел се на коридорот 8, Тетово Гостивар, Гостивар до Кичево и Требениште Струга Ќафасан и на 10D автопатот Прилеп Битола. Со што фокусот го ставаме и на автопатската инфраструктура, но и на продолжување со градба на железничката инфраструктура. Тоа е делницата од Куманово до Крива Паланка во делот на железничката линија, очекувам оваа година да биде распишан повикот за избор на изведувачи на третата делница, тоа е најтешката делница од 400, можеби преку 400 милиони евра инвестиција на делницата од Крива Паланка до Деве Бајре, до граничниот премин. Ова кое што минатата година го склучивме како договори, веќе градежните оперативи работат на терен, е во вредност од околу 200 милиони евра, од Куманово до Белјаковци, Белјаковце Крива Паланка, а третата е најголемата делница и очекувам оваа година да распишеме повик за избор на изведувач, што значи дека и во дел на железничката инфраструктура покажуваме дека во ова тешко време можеме да се сносиме со предизвиците и да влеземе во реализација на големи инфраструктурни проекти. Во делот на гасоводите, оваа година очекувам да заврши гасоводот до Гостивар. До Битола го завршивме во декември. Скопје, Тетово, Гостивар очекувам да заврши оваа година и да започне интерконекторот со Грција, со градба. Бидејќи го усвоивме во декември 22 урбанистичкиот проект за овој гасовод. Тоа ќе биде второ поврзување гасоводно помеѓу нашата држава и соседна држава во регионот. Првото ни е поврзување со Бугарија од 90-тите и сега ќе започнеме оваа година со градба на поврзување и тоа е гасоводот од Неготино до границата со Грција. Значи, министре, вака грубо, за некои 3 до 4 години ќе имаме навистина една нова и обновена инфраструктура. Така ви стојат предвидувањата? Апсолутно. Ова кое што сега го работиме, очекувам да заврши и да се пушти во употреба до крајот на оваа година, почетокот на наредната. Овде зборувам за автопатот Кичево Охрид, за експресниот пат кон Прилеп. И новите проекти што ќе започнат. Експресниот пат Ранковце Крива Паланка, дел од коридорот 8 да заврши и започнуваме со овие автопатишта со Бехтел и ЕНК, кои што ќе имаат рок, секој ќе има свој динамички план, тоа кое што очекуваме да произлезе од тие преговори, за да во наредните 4 до 5 години се завршат и тие проекти со градба, со тоа што државата не само на карта да кажеме дека е централно поставена, позиционирана, каде што се вкрстуваат двата главни коридори на Западен Балкан, туку и реално кога ќе изградиме целосно таа инфраструктура, ќе насочиме повеќе сообраќај овде. Тоа значи стануваме транзитна земја, конкурентни сме, Охрид како наш туристички центар. Поголема пристапност, иако и сега ќе го направиме попристапен и така натаму. Да, еден од најпосетените. Мора тука да споменеме, еве го споминавме и Охрид, имаме таму исто така аеродром во Скопје. Кога спомнуваме, кога се патиштата во прашање, мораме и повеќе да ги доближиме нашите туристички центри. Што е со авиолиниите? Што се случува на таа тема со оглед на тоа дека јавниот повик е затворен, 3 авиокомпании се пријавија? Верувам дека не може многу да кажете, но еве начелно ништо што може да знаеме. Фокусот на државата е да го зголемиме бројот на авиолинии во наредниот период. Авиосообраќајот излегува од кризата во која што беше во време на ковид пандемијата. Минатата година ја завршивме со 2,4 милиони патници од нашите два аеродроми, со што се доближивме до 2,7 милиони, кои што го имавме највисокото ниво во 2019 пред пандемијата со ковид, која што имавме. Токму поради тоа и го распишавме повикот. Имавме 3 заинтересирани компании, имаме стручна комисија, која што составена од 4 институции,
која што работи на разгледување и евалуација на понудите. Јас очекувам да по завршување на разгледувањето на понудите да бидеме информирани како министерство за тоа како завршила таа евалуација. Доколку биде успешна, ќе бидат склучени договори. Но, еве, чисто да начинеме, предпоставам дека редовни авиолинии. Да, се работи, во повикот се работи за барање за редовни авиолинии. Так. Во кои што бараме од авиопревозниците да понудат дестинации. Доколку биде успешен повикот, ќе се склучат договори, доколку не, ние сме подготвени, бидејќи во буџетот имаме средства, да распишеме и нов повик за да се отворат дополнителни авиолинии од Скопје. Еве, веќе имаме најави за отворање на нова линија од Скопје до Франкфурт, тоа е со Луфтханза, секако најава за Белград, Охрид и многу други дестинации, за кои што очекувам оваа година да видиме интерес од компаниите. Нашиот повик секако дека е еден позитивен пример како треба да работиме во однос на зголемување на авиосообраќај, зголемување на број на дестинации, број на летови, отворање на можности на граѓаните и секако нема да одстапиме од можноста и да обстоиме на она да се успее во повикот и да имаме воспоставено нови авиолинии за нашите граѓани. Се разбери, на оваа тема ќе се гледаме, со оглед на дека се уште не може да се објават точните редовни авиолинии кои што ќе бидат годинава. Со железничкиот сообраќај. Битола Жабени го направивте, од Жабени до Грција што правиме? Се работи за делницата од Битола до Кременица, до граничниот премин со Грција. Тоа беше многу стара железничка линија, направивме на темелна реконструкција на таа линија. Лани се одобривме и технички прием, со што веќе технички е возможно по неа да се воспостави сообраќај. Ние веќе ја пуштивме линијата до Жабени. Очекувам во наредниот период да и грчката страна го пројави својот интерес за да направиме уште едно поврзување. Секако дека да, двете железнички предпријатија се во комуникација за утврдување на сите постапки, протоколи и секако доколку има интерес од другата страна, пак ќе кажам, бидејќи ова е меѓународен сообраќај, очекуваме да видиме интереси од другата страна за да се пушти во сообраќај и таа линија. Верувам дека е добра политика, наше е да ја изградиме инфраструктурата, да отвориме можности, секако дека потоа и ќе се отворат нови линии. Тоа е практично начинот на кој работиме. Кога веќе ќе се тргне, кога ќе има една успешна, ќе се отвори простори за повеќе. Сегогаш ми е куса времето со вас, министре, ќе искориста само при крајот сме да го закружиме разговорот. Зборувавме за железничкиот сообраќај, од другава страна, повторно ќе се вратам на патниот, од другата страна кон Бугарија. Патот до каде до граница се прави сега се? Значи, да, тоа е... Деловно има ли ништо направено? Апсолутно. Делот од коридорот 8 на источната страна е од Скопје преку Куманово, Крива Паланка до граничниот премин Девебајр. Ние го рехабилитиравме патниот правец минатата година од Куманово до Страцин. Тоа е некаде 30 на километри кои што се веќе завршени на постоечкиот пат. Од Ранковце до Крива Паланка патот е рехабилитиран, но тоа е стариот пат по кој што сега патуваме. И моментално работиме на проширување на патниот правец со трета лента од Крива Паланка до граничниот премин Девебајр. Оваа година очекувам, таму е преку 75% прогресот на работите. Очекувам оваа година да го завршиме. Ќе биде големо олеснување и многу по-проточен ќе биде овој пат, бидејќи е тоа пат од Скопје-Софија. И е дел од коридорот 8. Ние токму поради тоа и влеговме во надградба на тој пат. Не само рехабилитација, туку и проширување на патниот правец. Од друга страна работиме на експресниот пат Ранковце до Крива Паланка. Тој во моментот од постоечкиот пат не се гледа. Граѓаните не можат преку патувањето да направат увид во тоа како се работи, но работиме и на таа делница со што клисурата која што е пред Крива Паланка ќе биде избегната со овој експресен пат и практично времетраењето на патувањето ќе биде намалено на овој пат од Скопје до граничниот премин со Бугарија. И ќе биде многу олеснато. Апсолутно, тоа е начинот на кој што треба да работиме. Сметам дека зголемениот проток, побрзиот транспорт и транзит на граѓаните е од исклучително значење, но овде фокус ставаме и на безбедноста во сообраќајот. Кога имаме обновени нови патишта, безбедноста е поголема. Јас би го земал пример само превојот Плетвар, например, кој што беше во едно многу лоша
состојба. Беше една црна точка, да речам секогаш. Така, денеска граѓаните гледаат со поставени нови типови на заштитни огради, кои што се по најновите стандарди, нов асфалт, каде што многу поедноставно е да се вози и да се патува и многу побезбедно за граѓаните. Министре, ви благодарам. Точно сме до вестите во 9 часот. Ветувам дека ќе се видиме повторно. Имаме уште многу теми за разговарање и реално најавивте на вистина многу проекти за кои што ќе ја следиме динамиката и реализацијата. Благодарам. Благодарам на поканата и секако овде сме секогаш да одговориме за вас и за граѓаните за сите проекти кои што ги работиме.